Сакаме да патуваме, да откриваме, возовите стојат, автобуски линии нема доволно, за такси немаме пари, што ни преостанува друго, освен да тргнеме пеш, со добра волја и со добри желби. Ова е мало, а ова големото. Двете наречени пелистерски очи и како што е познато во нашата јавност, од предизвестно време вклучени се во анкетата за избор на светски чуда на природата, што се води на глобален план во повеќе земји, а во нашата земја пелистерските очи се броени заедно со пештерите Врело на Матка и Охрид. Ние еве на 3 пати се обидуваме да допатуваме до езерото, меѓутоа временските прилики воопшто не ни беа погодни, но терминот за емисијата беше предвиден да ги офатиме езерата и затоа на 3 пати доаѓавме. Еднаш најпрвим до Мало имавме проблеми со техниката, потоа еве повторно дојдовме. Времето и овој пат не ни е погодно, дува силен ветер на патот. Пред малку го забележавме и првиот годинашен снег, иако ланската година, како што ни кажуваат домарите, падна уште на 8 август, а во минатите години дури некаде и во јуни. Значи временските прилики овде се мощне променливи, меѓутоа еве сепак нешто ќе снимиме и од овој романтичен дел на Пелистерското големо езеро, зашто овде во сите прилики е времето убаво се разбира за оние што се љубители на природата. Малку сега ќе прошетаме со камерата околу езерото, а ќе забележиме и некои други места. Ќе ви го представиме и големиот дом, односно домот на Големо езеро. Тука денес допатува и домарот Петар Нолев, кој што пред неколку дена беше вклучен во акцијата за спасување на планинарите, што ги зафати невреме во неделата овде на Големо езеро. Ние и тогаш престојувавме тука, меѓутоа имавме среќа да заминиме пред да зафати тоа невреме, така да Петар Нолев мораше од стените долу да девојката Корлевска да ја враќа назад наплеки, додека не дојди екипата за спасување која што функционира на овој дел од планината. Меѓутоа помина се безбедно и се надеваме дека повредите што ги добија бргу ќе ги санираат и адвокатот Ѓорѓи Пилив и Корлевска, и оние останатите што доживеа на известен начин трауми по силното невреме проследено со град што ги зафати во тој ден кога реков престојувавме и ние овде.
Повеќе патишта водат до Пелистерските езера. Еден од оној што најчесто се користи, тој е од вилата Седум кладенци, па нагоре, па Лиснопје, па кај шумската Кукичка и натаму. Меѓутоа, за на големо езеро доста е експлоатиран патот по Дебел Рис, што се вика, додека за мало езеро најблиску би можело да се рече дека е тој по патот по Црвена река. Ние во претходната емисија реализирана пред неколку недели, патувавме во пониските делови на Пелистер со цел да ги разоткриеме неговите убавини во долниот дел, така да речам, во подножјето на планината. Меѓутоа, овој пат сме тргнати за мало и големо езеро и ќе одиме по истиот оној пат што се движи од вилата Седум кладенци па нагоре. Затоа можеби во долниот дел нема многу да се задржуваме, туку денес ќе се обидеме да ви ги представиме двете пелистерски очи, двете малото и големо езеро. За поконтролирање и по безбедно однесување на посетителите во строго заштитената зона на Националниот парк Пелистер, од предизвестно време постои постојана, да речем, редарска служба која се грижи за сите оние што ќе одат на планината, прво да им даде потребни напатствија како и што да се однесуваат, а второ да се знае кој што и кога влегува во овој дел за евентуално за опасности од пожари, па и од некои опасности од диви животни и така натаму. Еве овој пат сме дојдени рано изутрина. Добро утро. Добро утро. Дали некој до сега влегол во овој дел на планината? Па од Сабајле има една група рекреативци со велосипеди се упатија до езеро, тие тргнуваат порано, а обично во недела подоцна, после 9-10 часот. Иначе нема никаков проблем за влегување во зоната, вие отварате рампата со возила ако сака да одат? Проблем нема за влегување, меѓутоа јас ги евидентирам, за со возила треба дозвола која се зема дирекцијата, меѓутоа е слободно, само вршиме контрола, да ускажуваме на да се штити од пожари, од отворен оган, такви работи. Ајде, ви благодарам, па ние ќе се упатиме кон езерата да видиме каква среќа ќе имаме со временските прилики, некако времето не е баш погодно, ама се надеваме на се најдобро.
минувајќи по патот за двете езера, намерно се искачивме во овој горниот дел од патот, каде што се наоѓа една чешма, лоцирана во средиштето на шумата во овој дел на планината. Чешмата се вика Руска чешма, затоа што на неа, уште од времето кога била изградена, напишано е од едната страна СФРЈ, а другата страна СССР. Заради тоа, овде планинарите ја нарекуваат Руска чешма. Обично има обилна вода таму, меѓутоа летово заради сушата, еве, чешмата е секната, ќе треба внатре негде да се ископа. Ова чешма најчесто е посетувана од страна на планинарите од наречената ризична група, во која што се наоѓаат докторот Јане Димуковски, професорот по историја Ѓоџа, па Беби, па до неодамна починатиот Јашмаковски и многу други, Бомбол исто така. Тие често пати тука доаѓаат на оваа локација и многумина чешмата, Руска чешма, ја поврзуваат со ним. Таа се наоѓа тука, како што видовте, одма непосредно до патот, меѓутоа до неа води еден друг пат од Широка што тргнува на десната страна и онај пат што оди горе кон Кунина стена, болници и на Антена. Инаку овој пат оди до кривините кои што започнува искачувањето на Антената и често пати по овој пат сум се движел со другите членови на ризичната група, Споа, Корлевски, па Ванџело и некои други, меѓутоа еве од овде може да се види колку е високо и колку каде всушност се наоѓа онај друг пат кој што сега е погоден за патување со возило. Времето нешто не ни е баш погодно, започнува да врни, меѓутоа ние сме навикнати да патуваме и во дожд, па се надевам дека и на ова патување, и ако е вака времето дожливо, нешто ќе откриеме за вас интересно. Еве го велосипедистот за кој што утринава се информиравме дека е тргнат кон Пелисте. До каде бевте? Јас денес бев до Ловечката тука, куќарка, ме фати дождо и бегам за назад. Иначе планирав до големо езеро да отидам, ама другиот викенд сега. Дали често пати доаѓате со велосипед овде? Па кога, како? Некогаш пешки, некогаш со велосипед и така. На кои места други сте биле со велосипед? Попретежно тука. Дали цело време возевте? Дали беше тешко искачување? Не, многу не. На крајот да ни се представите? Јас сум Горан, од Битола. Презиме? Луовски. Занимање? Работам во скала, во магазин за своја местната и така. Се надевате на посилен дожд или како? Па изгледа ќе види дожд посилен. Опремени сте, така? Да, имам. Добро, ајде да не ве задржуваме, со среќа. Фала, добар пат.
За убавината на овие езера подготвуваме посебна емисија, но за жал овој пат временските прилики не ни се погодни, дожд паѓа, меѓутоа и тоа е дел од нашето патување и од убавините на оваа планина. Некогаш убаво е овде да се слуша и дождот како паѓа, иако сме приморани заради техничките проблеми со снимателските материјали да се зацкриваме. Сепак ќе направиме обид да ви ги представиме езерата, затоа што не често се доаѓа на оваа планина по вакво време. Еве овде лево се наоѓа антената, а овде долу е лоцирано езерото. Ќе видиме сега, ќе се упатиме на Големо езеро, па да видиме и таму нешто што ќе откриеме. Ова е патот што оди до Големо езеро. Овде долу ви го представивме малото езеро, меѓутоа овде веднаш под мене извира реката Шемница, штета што не можеме поубаво сето да го снимеме, а овде долу се протега през Манското езеро. Во време кога е погодно за видик, за гледање, кога не е облачно и нема дожд, ваму се гледаат планините во Албанија, а ваму на оваа страна дури дел од Грција. Еве каков е овој терен, ќе можем помалку да ви представиме, затоа што ќе мора да водиме грижа и за камерата. Дождот не ни го возможува тоа, меѓутоа сепак еве и на ова патување сметам дека ќе ги задоволиме вашите потреби да ви откриеме нешто дел од убавините на двете Пелистерски езера. Се искачивме на источниот дел од езерото, тука до метеоролошкиот објект или справа, која што ја мери количината на падавините на дождовите и снегот што овде паѓа. Овде, еве, малку ќе се завртиме со камерата, има една шупа, така да речам, или брвнара, како што би се рекло. Таа е подигната некогаш кога се градеше овој новиот дом, бидејќи веднаш до новиот дом имаше стар дом, кој што пред 20 на години нешто повеќе изгоре во пожар.
Меѓутоа тогаш за работниците ја користеа ова брвнара, интересно е што така е лоцирана во долниот дел некако во заветрина и им одолева на сите ветрови што овде постојано се присутни, а овде долу, еве малку да се завртиме со камерата, долу е битола или она е бабин зап што се вика на целото Нижополе. Ова вода што истекува овде, ако може добро да се види со камерата, таа е од чешмата што се наоѓа веднаш под домот. Сега ќе се обидиме да слезиме малку и до езерото, иако ветерот е мощно силен, и до местото викано Бродот, од каде што летово, иако вака на неколку пати временските прилики беа мощно сурови, поголем број од планинари или туристи што доаѓа овде се капеа од тоа место, па ќе видите како изгледа и таму од тој дел панорама на езерото. Еве го тоа место што се нарекува Бродот, и од подолниот дел на стената привачите скокнуваа, а и некој имаше и во погорниот дел, има во домот една фотографија, ќе се обидиме да ви ја прикажеме како изгледа тоа. Еве, од овде може добро да се види и домот, сега ќе одам јас во тој дел таму, па камерманот нека ме сними за да видите од поотблиску како изгледа сето ова. Ова е Параклис, Свети Илија, громовник, подигнат пред неколку години, како заштитник на планинарите и на сите оние што престојуваат на високи места. Еве сега ќе видите, натре има поставено и кончиња, има и простор тука надвор што ме убаво времето за палење на свеќи. Еве и овде натре има исто така свеќи оставено, масло за кандило, за сите други потребни верски обичаи на оние што се верници да се помолат, така да речам, на ова место на височина од скоро 2500 и нешто метри. Еве времето, повторно може да погледнете како маглата паси над езерото. Секој минут се менува времето, температурата е доста ниска, рацете веќе мрзнат, меѓутоа еве некако се обидуваме да ви дочараме каква е атмосферата на големо езеро. Сега по известно време ќе направиме една мала пауза, а потоа ќе одиме овде каде што беа рововите и стационарите на војските што престојува на овие терени за време на Првата светска војна. Моментално сме зад Параклисот, ќе се упатиме по францускиот пат, кој што од десната страна после скренува за селото Брајчино. Ми се чини дека околу 5 часа има да се стигне до селото, од таа страна бидејќи е поголемо горница треба нешто повеќе. Тука рековме има одредени бункери, ќе ги видиме, односно прифатилишта кај што живееле тогашните војници што престојувале овде за време на Првата светска војна, а натаму е локацијата наречена Орлови бари и подолу од неа реката Сапунчица
од каде што извира. Овде имаше една информативна табла за патеката што оди до Враќинов, поставени се до цела патека такви информативни табли, меѓутоа еве несовесни престојувачи на планината ја имаат оштетено, има и неколку други таму табли оштетени и покрај сите напори на вработените од Националниот парк и на планинарските друштва, овие табли да бидат во исправна форма, сепак тие се оштетени и не зборуваат многу за нашиот однос кон планината. Ќе бидат среќни тие дни, ќе бидеш ти на планина, убавина, ќе видиш тој радоске, планинска убост задаке, таму се раја сонцето, таму ќе те чекам јас со жал. Ке се седиш ти на мејат, песната што ти ја пејам, за наша љубов планина. Мојата радост си ти, мојата младост си ти, душа си ми ти, во лето и зимски дни, секогаш љубава си ти, планино моја, за тебе живеам ја. Веќе преминавме од другата страна на езерото. Ова е тој француски пат. Овде малку подолу се дели за Браќино, како што реков. Еве се гледа патот како минува за Муза из Крково. Во околината на двете пелистерски езера, големото и малото, има изобилство лековити билки и треви. И овој пат во наша придружба е Живко Најдовски, со кого и во претходната емисија, кога престојувавме во долниот дел на Пелистер и ви ги представивме убавините во тој дел на планината, поразговаравме малку за лековитите билки. Еве и овој пат, тука имаме собрано неколку билки, тој ќе ни ги представи која, зашто е, бидејќи тоа негово појавување пред екраните предизвика голем интерес кај нашите гледачи, се распрашуваа за кои билки можат да ги најдат, како да ги најдат, каква е нивната лековитост, па еве и овој пат на колегата Најдовски ќе ни подобјасни за некои од овие билки што овде ги имаме презентирано, а кои се наоѓаат на теренот кај двете големи езера и воопшто на Пелистер. Еве сега ќе ви го представиме пелистерскиот чај. Овој е од фамилијата на планински чаеви, Риган. Оригано вулгарис се вика на латински, многу лековита билка, служи за настинка и грип, за зголемена температура. Уште со самото пиење се предизвикува потење, а со потењето се намалува температурата, значи одма делува. Овој чај е толку корисен што нема никакви лоши дејства и колку да пиеш од него нема да се предозираш. Расте, на Пелистер го има во поголеми количини, расте од 1000 метра надморска висина до 1500. Исто така ќе го представиме планинскиот чај
или галички чај, дебарски чај со повеќе имиња, истите карактеристики ги има, истите својства како риганот, многу благопријатна билка за чај за уживање. Служи за настинка, грип, висока температура, инфекции во стомак и други болести, чај за уживање добар за пиење секојдневно. Од него не може никога да се предозира. Малку да ве прекинам, овој чај изгледа кај нас во нашите места најмногу и се користи. Најмногу користен чај во Македонија е овој чај. Најмногу го има на Галичица. Го има на Илинска планина, го има на Шар планина и во Крапа. На други места не го познават во други држави. Добро, да одиме понатаму. Ова е бисерок. Бисерокот расте покрај на влажни ливади, покрај потоци во планината, го има на Пелистер во доста количини, многу лековита билка, особено за женски болести. Од оваа билка алхемичарите во средниот век правеле злато. На листот, на листовите се собира капка вода, која на сонце свети, дава оцеј како злато, а во средината на листот и се собира голема капка вода. И во средниот век алхемичарите собирале злато и затоа нарекле билка која вреди злато. Многу корисна билка за женските болести, за рани, лечи рана од зап за 24 сати. Сите овие билки сега што ги прикажавме се собираат и како се сушат? Овие билки Пред да се употребат, што се треба да се собираат направи? за време на цветањето и се сушат во сенка, исклучиво во сенка и на промаја, на температура до 40 степени. Во спротивно, ако ги сушиш на сонце, ќе го губат лековитото дејство. А како се чуваат? Секој се чува посебно, се чува во посебни услови. Некои се чуваат во најлон, некои во вреќа, некои во пакет, зависи од билката. Овие се чуваат во пакети и може да траат до 2 години. Да не ги изгуби лековитите својства. Добро. Други какви билки моментално ќе ни прикажете? Еве здравец го има во големи количини на Пелистер. Здравецот е исто така една од најубавите билки која не е отровна. Многу широк спектар на делување, се користи за лекување, например, служи за лекување на болести на рак, особено после зрачење. Се припрема на следниот начин. Се зема 5 грама и ситнета билка, се попарува со 125 грама вода. Жешка вода, се кисни 30 минути, се процедува и се пие голтка по голтка во текот на денот. Ништо повеќе. Исто така здравецот служи за лекување на шеќерна болест, како диуретик, за бубрезите е добар и други болести, за жолчката, за джигерот е добар. Здравецот е многу популарна билка, го има на Пелистер многу и луѓето го садат по домовите, го има во дворовите и може да си го користат како чај кој воопшто не е отровна. Црн слез. Црн слез го има на Пелистер до висина од 1500 метра надморска висина, најповеќе покрај селата го има. Црниот слез служи за бронхитис и кашлица, за искашлување, за собирање на течности во градите. Со оваа билка полесно ги исфрла течностите и полесно диши. За дишањето е добра. Ова е мацина трева или напета нуд или морибиум. Многу лековита билка, служи за смирување на организмот. Исто така служи за лекување на зависности од дрога, алкохол, од цигари, од апчина, од таблети, зависности. Кога ќе дојде во криза човекот, треба да пие чај од оваа билка. Многу е корисна. Оваа билка се вика бетоника или ранолист. Многу корисна билка за лекување на разни воспаленија во организмот. И надворешни, и внатрешни воспаленија. Бетоника го добила името по латинскиот збор бетони, што значи добрина.
а то самото име кажува дека е многу добра билка, исто така служи за смирување, за мигрена, за главоболка, за голема циркулација, за зголемување на циркулацијата во крвта, служи за воспаление во бубрезите и мочните патишта. Ајдучка да треба ја има на Пелистер до 2000 метра, некаде и може и повисоко да ја има. Ајдучка да треба е една од најлековитите билки. Ретко која лековита билка, освен боливачот, има толку лековити својства како ајдучка да треба. Служи за лекување на циркулација заедно во комбинација со невен, исто така за главоболка, мигрена, за лекување на стомакот, стомачни болки, бактерија во стомак, тегови со варењето, за бубрезите, камен во бубрек, во комбинација со мечки на грозје, со брусница, може со свилопченка да се користи за камен во бубрек, служи за жолчката, за джигерот, значи многу широк спектар на делување. Оваа билка со боливачот се најлековитите билки што ги познава природата во светот. За ајдучка да треба, може да се каже дека се многу се користи, многу ја барат и за женски болести. Добро, гледам тука дека имате доста и други билки, да оставиме за некоја друга прилика нешто подетално за секој од нив. Меѓутоа да кажем дека вие имате свое продажно место на Битолскиот пазар и граѓаните може да се интересираат за некои совети што имаат потреба од некои билки. Мислам, не е проблем за да се поразговара со вас, за да прикажете нешто. И ќе му најдеме некоја билка што ќе сака, ќе најдеме во природата ако треба. Ќе му поможеме на секој што има. И најдобро е да се знае кога и како што да се употребува. Да, кога се собира, како се употребува, како се чува. Околу подготвувањето на билките, варењето, како се предвидува тоа да Најповеќе биде? билките треба со жешка вода да се попаруваат, може да некоја да се вари 1 до 2 минути на тиво коган и се тргнува и се остава да кисне до 30 минути најмногу. После се цеди и се употребува во текот на денот билката. А билките што се повеќе за дишните органи како слезот, како слезовите и слични на нив билки се киснат повеќе. Со киснење. Добре, еве, за овој пат нека биде тоа доволно. Во друга прилика, може би нешто ќе обработиме и некои други билки, што ги има не само на Пелистер, туку во околината на овие наши места каде што престојуваме и каде што живееме. Нико Блажевски, повеќе годишен спортски пилот, мој колега по фотографирањето, е имал таа ретка прилика двете езера да ги посматра, да ги регистрира и со фотоапарат од висина, Птичји поглед. Од птичји поглед, Да. со едрилица и со авион летајки, да речеме, да ги забележи, па нешто за тоа да ни кажи како е неговото видување на овие пелистерски очи. Епа вака, пред се да кажам за историјата на летањето. Значи, далечната 84 година заврши федричарска обука, а 85-та обука падобранска. Направи само еден скок, бидејќи имав повреда на нога и не продолжи повеќе. Друго, се бавам времиња. Сега мал се стагнира ради други услови тамо што се случија со самостојувањето на Македонија. Пошто финансираше Југословенската армија, имаше повеќе активности, летање, падобранство и се друго. Сега ја немаме таа прилика, може има се тешиме со спомените што ги имавме порано. Значи, обука едричарска, моторен пилот, сум летал со авионите, падобранство, сум пробал и со параглайдер да летам. Сега, околу најмногу што ми има бендисано летањето над Битола и над Пелистер. Имав таква прилика. Значи, ние се наоѓаме на 600 метри надморска висина. Пелистер ни е, како велиме, 2601 метар, така? Ние со 2100 метри од Битола, што значи 600 плюс, тоа е 2700 метри. 100 метри веќе над антена имавме. Летавме во една прилика со мој наставник Ружиновски Липчо. И бидејќи имавме добра висина на снегова, познато ви е снегова, нели? Јас имам и некои фотографии, можете ги видите во самиот прилог. Добро, еве, Да, ова што ни го да, положите, да. ќе го илустрираме. Баш се гледа фантастично Битола во една шака, во една рака. Тоа е фантастичен призор, од дозгора да видите Битола како изгледа.
Како изгледат езерата овој Езерата конкретно? немав шанса да го фотографирам мало езеро, така на брзина поминавме над него, али затоа па имам повеќе фотографии направени од големо езеро. Меѓу другото и нашиот колега Бранче, што леташе со Едрилица исто, кај што се спушта има фотографии, значи направено над нас, над ова големо езеро и така. Иначе над 100 метри во првиот момент надлетавме 2-3 круга над антена. Направен фотографии и Едрилица што леташе со нас, значи Бранче. Фантастичен призор, никош пешки не сум планинарел. И многу пати вака ќе се зафркавам и ќе речам за сат и пол успел да се качам на антена на големо езеро, Неолица, ја се вратам Битола. Како е можно, бе, од озгоре можам со летање. Нема врска. И значи од антена како се спуштаме, пошто Едрилица пропаѓа, се губи висина над мало езеро, па над големо езеро. Бев премногу изненаден, пријатно изненаден, пошто никогаш не го имав во живо доловено тој момент, а поготово дозгора. Фантастично се гледаше и Преспа, убав призор на во заока, значи вртевме се, спуштавме над езеро. Фантастичен поглед на Дали е домот. можно двете езера да се видат во еден лет или колку треба метра високо? Би можело, да се али видат двете? во тој момент немавме таква термика да можеме да крениме висина малце повисоко, за да може да се фатат двете езера. Можно е, само во тој момент немавме услов. Али затоа таа висина искористиме, значи преку Нижаполе до Неолица да скокниме Така. со летање. И така, видов кај што сум одел до Неолица пешки, значи од озгора како изгледа. Потоа пробавме така да качиме некој метро плюс, мала работа кренавме, тоа беше сето, може да се види по фотографиите, и правец Значи, по долината Битола и на Родром. Значи, погледот кон езерата не е само убав од земја, туку и од воздух. Преубав е. Мислам, она што може да се долови од на земја е скроз неописливо во однос, да, од озгора, тичи поглед. Добро. Тивка Едрилицата нема бучава, мислам, за нас е безбедна, си носим и падобрани, такво и седењето со падобран се седи во него. Чак и наставникот имав прилика си го сликам, мораше да го откопчам падобрано по јасите, за да можам да го фотографирам, за да се забележи тој момент. Некогаш ако ни се даде можност и ние да откриеме нешто со Едрилица горе на Па се езера и надевам, на се Пелин. надевам да сме здрави и живи, се надевам дека ќе има прилика и тоа да се оствари. Во секој случај. Ви благодарам. Исто и вас. Иако на битолчани добро име позната управната зграда на јавната установа Национален парк Пелистер, сепак еве за оние што пошироко ја гледаат оваа емисија, да напоменеме каде таа се наоѓа. Ова од десната моја страна се наоѓа Домот на културата, позади е училиштето Гоце Делчев, значи во строгиот центар на градот. Еве тука и во долниот и во горниот спрат
се наоѓа таа зграда. Може во секој време во неа од службениците да се добиваат најразлични податоци за било каква посета во националниот парк, меѓутоа овој пат претежно зградата зедов да ви ја представам заради една интересна појава што еве сега ќе видите кога ќе влеземе натре. Може да ја забележите. Еве вака малку технички се одење да ја изведиме ова работа. Тука значи се влегува. Овде во долниот спрат се наоѓаат простории на вработените. Секој си има посебна просторија опремена со компјутер за следење на сите најразлични материјали што им се потребни за во паркот. На горниот спрат, односно по скалите, се наоѓаат одредени фотографии за некои позначени места во националниот парк. А овде најгоре, посебно што е интересно, се наоѓаат, да речам, шпитосани, капеава мечка, символот на националниот парк, и една мала срничка кои што не се убиени, туку се ова беше во сообраќајна несреќа кај Крани таму усмртена, па паркот ја зеде ја шпиртоса за да биде тука во нагледност, а ова срничката беше давена од болци, исто така сега е овде поставена за да може да се гледат кај сите оние што сакаат да влезат и да доаѓаат во установата. Паркот има и други простори, ќе видиме сега таму кога ќе одиме повторно на планина, за тоа нешто повеќе.